Драги ученици, добар ден и добар дојдовте во училницата. Во оваа видео лекција ќе се запознаеме со звук и сите поими кои се поврзани со тоа. Лекцијата е наменета за ученици од 4-то оделение. Најпрво ќе се запрашаме што е тоа звук. Звук е се она што го слушаме околу нас. Брмчењето на птиците, шумолењето на лисјата, свирењето, зборувањето и се друго. Звукот е механички бран кој допира до човечкото уво. Ние го регистрираме како шум или како тон. Звуковите ние можеме да ги регистрираме како пријатни и непријатни. Секој непожелен звук е бучава. Тонот е звук кој има одредена висина, јачина, траење и боја и настанува со рамномерни правилни треперења. Звуковите кои немаат одредена висина се викаат шумови. Тоа се звуци од природата, звуци кои ги предизвикуваме кога одиме, работиме, шушкаме со листови од хартија и слично. Звуци од различни апарати и така. Звукот се создава само ако нешто вибрира. Телото што вибрира ги движи частичките во воздухот. Вибрациите потоа се движат низ воздухот, низ материјалите, се додека не стигнат до нашите уши. Кога нешто вибрира, предизвикува да вибрира воздухот или околните материјали. За да настане звук потребно е тело што осцилира и еластична средина низ која може осцилирањето да се пренесува. Тело чии осцилации предизвикуваат звучни бранови, се вика звучен извор. Телото може да биде тврдо, течно или расовито. Осцилациите, а со тоа и енергијата од изворот на звукот, се шират во вид на звучни бранови. Ние секаде сме обкружени со звук. Например, на оваа слика, авионот е изворот на звукот. Девојчето го слуша звукот, кога тој ќе дојде и ќе влезе до нејзините уши. Значи, звуците потекнуваат од извор. Тие се простираат од изворите до нашите уши. Можат да патуваат низ разни материјали и се создаваат само ако нешто вибрира. На оваа слика гледаме извори на звуци и мерната единица за која што ќе зборуваме подоцна. Како слушаме? Ние сите знаеме дека слушаме со помош на нашето сетило за слух. Со оглед на својата мала големина, увот е многу сложен орган. Работејќи како филтер на звукот, секој звук што го слушаме, увото го претвора во електрични импулси кои стигнуваат до мозокот. Вие се сеќавате дека ланската година учевме дека увото се состои од 3 дела. Надворешно уво, кој ги собира звуците и ги пренесува низ ушниот канал до слушното тапанче, средното уво, кој предизвикува вибрации на ушната мембрана, и внатрешното уво е кога вибрациите кои доаѓаат од средното уво поминуваат низ кохлеата и ги стимулираат слушните келини. Тие предизвикуваат електрични импулси кои понатаму преку слушниот нерв одат до центар за слух во мозокот. Јачината на звукот се изразува во децибели. Летивките звуци што можеме да ги слушнеме се со јачина од околу 10 децибели, например дишењето. А јачината на звук од околу 120 децибели, например музика во дискотека, може да предизвика трајно оштетување на внатрешното уво. Тоновите се звуци кои се добиваат со правилно осцилирање на еластично тело, например како што е музичка вилушка, или тапан, или инструменти. А шумови се неправилно осцилирање на звучниот извор, како мотор, стружење, шкрипење и слично. Осцилациите на телата може да се пренесат од телото кој осцилира на други материјали. Ние слушаме звук кога осцилациите ќе стигнат до нашето уво. Звуците може да бидат гласни или тивки. Со пренесувањето на звучните осцилации низ некои предмети, може да се направи звукот да биде погласен. Осцилации со голема фреквенција произведуваат висок тон, а осцилациите со мала фреквенција
низок тон. Звукот е погласен кога треперењето е поголемо. Нивото на гласност ни покажува колку некој звук е гласен. И како што рековме претходно, јачината на звукот се изразува во децибели, а се мери со фонометар. Ова е гласноста на некои звуци што секојдневно се среќаваат. Многу гласните звуци, погласни од 85 децибели, можат да ги оштетат нашите уши. Слабите осцилации создаваат тивки звуци. Силните осцилации создаваат гласни звуци. Гласноста на звукот е мерка кога некој звук е гласен или тивок. И како што рековме, гласноста на звуците ја изразуваме во децибели, а за да измериме гласноста на звукот, можеме да употребиме звукомер. Јачината на звукот означува колку еден глас е гласен или тивок. Колку повеќе енергија се внесува во вибрацијата, толку погласен ќе биде и звукот. Тоа може, например, да го проверите кога зборувате на микрофон, на спикер и слично. Висина. Свирчињата произведуваат високи звуци. Грмежот произведува звук што е низок. Бавните треперења произведуваат ниски звуци, а брзите високи. Висината на звукот не е исто што и неговата гласност. Нивото на гласност на звукот опишува дали звукот е гласен или тивок. Например, звукот од грмежот е низок, но е многу гласен. Некои звуци се толку високи или толку ниски што луѓето не можат да ги чујат. Слоновите, например, создаваат ниски звуци што не можеме да ги чуеме, но други слонови можат да ги слушнат овие звуци, иако може да бидат оддалечени и 7,5 км. Исто гледаме на сликата и звуците на лилјаците, на делфините, на китовите и слично. Осцилоскопот ги покажува и висината и јачината на звукот во вид на брановидна шема, како што гледаме на следниот слайд. Гледаме на горната слика брнувањето е ниски потивки звуци, а на долната слика повисоки гласни звуци. Како патува звукот до нашите уши? Звукот патува низ различни материјали низ воздухот. Кога еден предмет вибрира, создава вибрации во воздухот или во било која материја близу до него. На воздухот му треба материјал, значи низ кој ќе патува. Во вакуум просторот нема материјали или воздух низ кој вибрациите ќе патуваат. Звуците се менуваат кога патуваат низ различни материјали. Ова онлайн видео е добар пример како се случува тоа, а вие можете да го погледнете накнадно. Исто така, можеме да провериме дали звукот може да патува низ нешто друго и како го знаеме тоа. Например, низ зидовите, кога имаме бучни соседи, или низ водата, кога можам да слушнам звуци додека пливам. Звукот, значи, може да патува низ цврсти материи, низ течности и низ гасови, иако некои средини овозможуваат подобро патување на звукот од други. Некои материјали добро го придушуваат звукот, а некои материјали не го придушуваат толку добро. Звукот е погласен кога треперењето е поголемо. Нивото на гласност ни покажува колку некој звук е гласен. И како што рековме на претходната слика, ја висто среќаваме и тука, ова е гласноста на некои звуци што секојдневно се среќаваат и некои многу гласни звуци можат да ги оштетат нашите уши. Звукот во вода се движи поинаку, затоа и го слушаме поинаку. Некои материјали помагаат во пренесување на звукот, па тој е погласен или патува подалеку. А некои материјали го сапираат, го придушуваат звукот. Тоа се материјали кои слабо пренесуваат вибрации и таквите материјали се користат за звучна изолација, како што се теписите, килимите, пердињата. Жичани инструменти. Одличен пример да видиме за гитарата. Например, е жичен инструмент и некои од незините жици се подебели од другите. На гитарата има завртки што можеш да ги искористиш за да ги затегнеш или да ги разлабавиш жиците. Должината на жиците можеш да ја менуваш со незиното стегање на некои места по незината должина.
И со овие две постапки се менува висината на тоновите. И велиме кога ќе наштимаш жичен инструмент, ја менуваш висината на тоновите, што ги произведува секоја од жиците, така што секоја жица го дава посакуваниот тон. Често пати, осцилациите на телата не може да ги видиме, но можеме да ги почувствуваме. Ајде, например, вие ставете раката на средината од вашето грло и испуштете некаков звук. Истовремено, ќе ги почувствувате осцилациите и ќе го чуете звукот. Создавање звуци со дување. На овој слайд гледаме како со помош на овие шишина можеме да направиме свој дувачки инструмент. Ќе ги наредиме на масата, ќе ги наполниме со вода, ќе ги обоиме со неколку капки прехранбена боја и потоа ќе пробаме едно по едно, ќе дуваме во сите шишина, ќе почнеме со 1, 2, 3 шишината и да видиме дали се создава звук. Дали звуците што се добија со дување во шишина да бидат со иста висина? Обиди се да предвидиш висината на звуците, што ќе се добијат кога ќе дувнеш во преостанатите шишини. Собери доволно докази за да го потврдиш твоето предвидување. Овој линк ќе го проследите накнадно. Како се произведува звукот? Истражувајте, испитувајте, а потоа решете го овој квиз на знаења. Поверете го вашето знаење, запрете го видеото и вашите одговори запишете ги во вашата тетрадка по природни науки. Ви благодарам за вниманието, се гледаме во следната лекција.